Оваа недела почна летниот распуст. Ние сме кај нашите пријатели Илика да ја прашаме Кате што би ни препорачала децата, но и возрастните да читаат ова лето. Ајде. Здраво, Кате, што правиш? Еве. Ние во недела кога почна летниот распуст и полека одморите, дојдовме да те прашаме што ти не само како собственичка и уредничка тука во Илика, но и ти како Катерина, што би препорачала од детска литература, ама и литература за возрастните да читаат летово? Супер, мислам дека дојдовте на правилното место. Да дојдеме прво овдека во делот кај што ни е детската литература. Значи нешто за повозрастни деца, нешто што звучи ептен интересно и би го препорачала е Госпогицата Черити. Да, еден фин роман, доста диалошки така напишан, за едно мало девојче. Малку е дебелка книгата, така што оваа би ја препорачала за некои деца што имаат малку повеќе кондиција во читање. Сега не знам за која возраст е ова, ми се чини можеби второ, трето, четврто оделение, така дечиња веќе што знаат добро да читаат, кои што се така, нели, навлезени во читањето, што не треба да ги присилуваме. Нешто пократко исто така за деца е оваа книга Марта пред огледалото, особено за деца кои што малку си имаат проблем со самодовербата, можеби, со изгледот, значи малку да научат како има различни тела, дека не мора сите исто да изгледаме, така, значи топла препорака оваа книга Марта пред огледалото. Од книгите кои што се за помали деца би ги издвоила нашиве изданија Животните спијат, убава приспивна приказна за дечиња на 3-4 годишна возраст, може и за помали дури, ако сакаат да си ги гледаат така сликичките. Продавницата за желби на Алберта. Ова ни е малку како и врзана за нашата биографија, бидејќи ние сме на некој начин продавница за желби, а малку за повозрастни дечиња кои што сакаат малку да дознаат повеќе и за за некои факти од биологијата, екологијата, митологијата и така натаму, би ја препорачала што е река. Како ти звучи? И таа исто за помали дечиња? Не, ова е за малку поголеми, значи ја би рекла на некоја возраст од 7-8 години, во зависност од тоа дали родителите сакаат да им ги читаат сликовниците на децата или сакаат можеби децава сами да читаат. Ако читаат веќе сами, значи не така претпоставам, значи тоа треба да бидат некои деца кои што се веќе описменети, значи 7, 8, 9 годишна возраст. Мене особено ми се допаѓа за животните треба да спијат, затоа што во таа возраст имаме малце проблем да му кажеш на детето дека треба да спие, па веројатно по некоја асоциација, ако гледам дека животните мора да спијат. Баш така, да. Но и за Госпоѓа Черити ми се свиѓа дека се вика Черити. Да. Да, баш специфично име или презиме и може за кога не напушта као малиот дома по топлото, бидејќи е нели штетно да се излегува надвор. Сигурно е убава за анимација, бидејќи во секој случај, да. Е нели запослен мозокот, нешто читаш, нешто учиш, а да не мора тоа секогаш да се телефоните и компјутерите. Значи нешто баш за деца што се описменети веќе, значи Романов овој авантурите на младиот Лупен, исто што ептен ми се свиѓа, бидејќи ова е така авантуристична приказна. Дали е ова истата како другиот Лупен? Да. Само ова е во детството? Да. Затоа баш и сакав да ја препорачам, бидејќи вообичаено повеќе знам да препорачувам книги за девојчиња, иако тука нема баш некоја правило, ова е за девојче, ова е за маско, меѓутоа да кажеме ете жанровски нешто што е малку поразлично. Ова е така авантуристичка така книга која што мислам дека може да им се допадне на деца. Да, јас не знам дека воопшто има книга што го следи Лупен кога бил млад, кога бил детенц. Сега на возрастните На возрастните, ајде да почнеме од овој дел од графичките романи. Значи графички романи ние тука имаме од издавачките куќи Бункер, од издавачката куќа Темплум. Има навистина многу интересни наслови.
нешто што мене лично, например, ми е хит во последниве неколку години, се стриповите на Марџан Сатрапи. Таа е позната по оној филмот Персеполис. Значи, Персеполис, да, исто така и стрип, пилешко со сливи и везење. Значи, везење ми е на мене апсолутниот хит. Мислам дека и беше претходната година, особено тука кај нас, доста продавана книга, така имаше доста интерес за неа, меѓутоа и од Бункеров, другите во Италија сите се мажи, Вавилон, Берлин. Од серискиот, ако го интересира некој, да, има стрип. Да. И во суштина, да, мене стриповиве ми се супер за оние периоди кога можеби па не сакам сега да читам некој огромен роман, да седам, да се нели на плажа и да имам некоја тешка книга. Добро, да и овие се малку тешкички така за носење. Меѓутоа се лесни, интересни, мене ми е интересно секогаш кај стриповиве да видам и како визуелниот јазик раскажува некоја приказ, значи не само текстот. И така, тоа е тоа што би го препорачала од стриповите. Одиме понатаму во овој дел тука, централно што ни е на нас поставен, каде што ги имаме некои од најновите изданија на Илика, меѓутоа и изданија од други издавачки куќи кои што или се нови, нешто што е најактуелно, или нешто што ние сметаме дека е безвременско и секогаш ќе биде актуелно. Значи да почнеме со нешто, со белетристикава. Јас ја препорачувам доста во последно време оваа книга, Каде леташ Јулија од Хана Корнети. Значи, во суштина станува збор за една збирка раскази, многу непретенциозна, ептен блиска до нашата реалност. Хана си има некој ептен комуникативен, лесен јазик, напишување. Мене лично многу ми се допадна, ги имам прочитано првите два раскази и ептен ми легна. Меѓутоа е така, една фина лектира што нема сега многу да ни испозамара, можеби во летниот период, меѓутоа заслужува во секој случај внимание. Хана е ептен талентирана. Мислам, многу се радувам, мислам супер е што пишува и се надевам дека ќе пишува и понатаму. Од нашите изданија ја би ја препорачала Тирза. Ти и Пола Град. Јас и Пола Град, да. Си извозевме на Брано да ја купиме. Грумберг ти кажав, мислам веќе знаеш, и тоа го објавивме пред известно време дека ни доаѓа на 22, односно пристигнува на 22, на 23 ќе имаме читачки кружок во Europe House, а на 24 промоција на книгата. Читачот Александар Маџаровски, значи тој ќе ја промовира. И баш ми е мило така што ќе дојде Арнон Грумберг, што ќе поразговараме малку за книгата, бидејќи стварно мислам дека заслужува внимание. Во секој случај, да, зашто станува збор во Тирза? Лео, ова е роман за кој што е многу тешко да зборуваш, бидејќи не смееш да одгатнеш ништо во врска со заплетот, значи спойлери не смее да има. Меѓутоа, во секој случај, накратко кажано, да речеме дека станува збор за еден роман кој што ги обработува тие кризи на западноевропското семејство, значи нешто што наведом изгледа нормално, меѓутоа не, значи што се крие зад фасадата, некои теми кои што можеби и кај нас сега стануваат се поактуелни, бидејќи нели во секој невиево многу нешта ни се пласираат како да се нормални, особено во меѓучовечките односи, меѓутоа всушност зад кулисно се случуваат некои нешта кои што па и не се баш така прифатливи. Ама е доста популарна и на сајмот беше доста купувана, на сите некако нели што читаме, што купуваме книги, од доста места стаса критики. Ви имате и други изданија што се доста популарни, ама Тирза некако месециве ептен одекна. Па Тирза мислам дека тоа што е карактеристично за тој роман е дека не станува збор сега за нешто безвременско, значи некој современ класик, нешто што ќе остане, меѓутоа е во секој случај роман кој што ќе ти изместува нешто во тебе, значи те провоцира многу. Дали е таа некоја морбидна страна, малку што има така хорор, трилер ефекти, некој па или елементи. Мислам дека и тоа си игра некоја улога. Јазикот е многу едноставен, значи е некој роман кој што те вовлекува така во некој вртлок и цело време антиципираш дека нешто лошо ќе се случи, ама не знаеш точно што. И на крај кога ќе се обелодени тоа е баш онака ударно и мислам дека тоа е тоа што го прави тој роман толку моќен, така. Тоа би рекла за
Тирза. За оние кои што ги немаат прочитано романите на Едвард Луи, исто така топло ги препорачувам. Значи Едвард Луи, Крајот на Еди, Историја на насилството, тие се изданија на полица. Меѓутоа и ние минатата година, кон крајот на годината ја издадовме Кој го уби татко ми. Овие сега ги препорачувам бидејќи сепак се наоѓаме во месецот на гордоста, да. Значи Едвард Луи е еден француски писател кој што си се така бројува во авторите кои што пишуваат автофикција. Тоа е можеби сега некој збор кој што не е јасно баш што значи, меѓутоа настрана од тоа, значи тоа е некоја фикционализирана биографија, лична автобиографија. Може да се расправаме околу терминологијата, не е ни толку битно тоа. Автор кој што пишува за сопствениот живот, за своето искуство како хомосексуален маж кој што израснува во една навистина сиромашна средина во Франција. Мене интересно ми е кај Едуард Луи, кај Ани Ерно, кај Дидие Ерибон, кај овие француски писатели што гледаат некаков пресек, односно го анализираат тој пресек на класното прашање и родовото прашање. Значи како е тоа меѓусебно поврзано. И да, Луи во секој случај го препорачувам и поканувам исто така еве на 19 ќе имаме и мал настан посветен на неговото творештво. Ќе биде богат јуни со настани. Јуни ќе биде сем богат со настани. Да. Нешто ти фати око или вака досадно ти звучат работиве? Па јас сакам бидејќи вчера зборувавме каде леташ Јулија да ја земам. Тирза веќе ја грабнав на саемот затоа што видов и други луѓе дека прашуваат. Па да не снема. Си рече да и ја да се фатам на бранот. Па да, некогаш секогаш е така, ама па за Тирза баш се зачудив дека кога обично има фама за некои книги, или е стварно многу лоша книгата, ајде, за личен вкус, или е нешто што е многу добро, а за Тирза не слушнав такви коментари. Јасно. Така што мислам дека некој од стриповите морам да земам, од графичките романи, ако е правилен израз. Не знам дали да ја читам Вавилон Берлин, затоа што го гледала веќе серискиот. Тоа секогаш ми е така кога пообратен редослед ги прави човек работите. Ама добро, нема ни тука правилен да или погрешен редослед некој. Значи мислам дека во секој случај може да се чита и стрипот и да се ужива во него без разлика дали човек ја гледал серијата или не. Да, ама да се вратиме на хитовите за ова лето. Значи, хитовите исто така една книга која што ми се чини и на саемот беше доста популарна, меѓутоа исто така еве и на гледам и во другиве книжарници доста ја форсираат. Е оваа книга од Јанис Варуфакис, Разговори со керками за економијата или Како функционира капитализмот и каде греши. Дали ти знаеш каде греши капитализмот? Тоа е ептан сега актуелно прашање, не само Македонија. Да, мене ми се допаѓа ептен до пола некаде сум стигната со книгава, некои работи ми беа и претходно јасни, меѓутоа мислам дека дури и човек да е информиран доста за тоа како функционира капиталистичка економија, како функционира системот во кој што живееме, сметам дека е многу убава книга да се прочита, бидејќи прави некои многу интересни аналогии. Значи, зема некои примери од секојдневието и баш на убав, пластичен, комуникативен начин објаснува како функционира тој систем што го нарекуваме капитализм. Па добро, мислам дека и би требало луѓе да читаат повеќе вакви книги, кои да се ставовите на авторот, дали се нели про или анти, ама би требало луѓе да читаат бидејќи сега е многу актуелно прашање. И често многу лоши заклучоци се носат баш од таа неинформираност, така што препорачуваме да токму така читаат повеќе отколку да гледат и сечоци од подкасти. Да, и сечоци од подкасти е фино да се гледаат, да, но не за големи работи да се информираш и комплексни теми. Не за големи работи, да. Ова е еден убав фин преглед на нели тоа како функционира капитализмот. Има многу убави поенти, особено така во втората половина од книгата која што ја читам сега. Фина е, препорачувам, мислам дека и си имаме лична одговорност да се информираме за овие нешта, така е? Така е за себе. Да. Тоа е тоа. Нешто што можеби да се вратам назад сега на белетристиката, ми се чини
еден роман кој што доста го имам препорачувана тука, а на наша многу, мислам, на наше големо задоволство испадна да постои некаде во магазините уште еден пакет. Да. Непродадени книги, јас мислев дека е веќе распродаден. А ти си препорачуваш. Уметноста на радувањето од Голиарда Сапиенца. Италијанска авторка. Ова е класичен роман, меѓутоа многу добро напишан и една многу добра жестока женска приказна. Значи, која што поминува буквално низ се, низ војна, низ манастири, низ секакви видови на искушенија, сега ќе кажам, така. Меѓутоа, баш е класичен роман, кој што го препорачувам затоа што ми се чини дека кога читаме така нешто покласично, секогаш одиме, па ќе купам нешто Толстој, Кафка, Достоевски, нели? Мислам, така, големите имиња. Ама руска литература најчесто. Да, најчесто руска литература. Ама италијанците имаат баш многу добри авторки, жени што не само и со класици, и модерни автори што има баш јаки жени. Да, има јаки многу жени. добри книги. Да, за женско писмо се стварно италијанкиве доста сериозни, доста добра продукција има, што со време на што мислам вака нешто покласична. Во секој случај да ја препорачувам за оние кои што сакаат летово да прочитаат некоја приказна што е добро напишана и исто така што ќе ги удри од земја. Знаеш, кога сакаш да прочиташ некоја предобра животна приказна, некој што живеел без никакви кочници, што доживеел се и се што, значи уметноста на радувањето, а и романот си има, се разбира, неверојатно добар наслов. И добро што си нашла пакет за напразно да не препорачуваш на љубителите на пишаниот збор. Да, за тие љубители правиме се. Океј, да, нешто што можеби не оди баш во категорија ни белетристика, ни теорија, не можеби, туку дефинитивно, а го препорачувам доста често во последно време, е оваа книга Дом со нула отпад. Сега, што е ова Дом со нула отпад? Книгава, јас минатата година прв пат ја забележав, можеби вака низ книжарници, ја нема толку често во книжарнициве кај нас. Меѓутоа запознав преведувачката Андријана и она ми препорача да ја прочитам. Книгава не се чита наеднаш, бидејќи е еден вид на приречник за тоа како можеме да го организираме домот со помалку ѓубре. Да, живееме насред климатска криза, мислам дека и тоа е дел од личната одговорност што се носиме како граѓани на овој свет во кој што живееме. Да видиме, да се информираме како можеме да создаваме помалку ѓубре, помалку отпад. Има многу добри примери во книгата, има добри препораки и исто така книгата е исполнета и со рецепти. Значи за тоа како може, еве да речеме, дека сега баш отворив на делот козметика. Како да си направиш дома маскара или лабело. Зошто да не? Или да речеме како, ајде да не одиме во тие екстреми, затоа што и тоа се чини како научна фантастика, нели, сам дома да си ја правиш козметиката. Меѓутоа има детергенти, дека не мора 10 маскари да имаш. Да, како да се заменат, да речеме, некои детергенти или да, како да ги пакуваме нештата без да употребуваме пластика. Многу топла препорака. Се топли препораки. Да. Видов од Фром дека имате книги, сега Фром не е за на плажа, ама исто кога се зборува за читање на психологија и за Фројд и за сега Габор Мате поново, јас мислам дека некој што го интересира психологија, дека е многу важно Фром да го прочита. Да. Ако нема ништо прочитано од Фром, можеби не на плажа, ама нека си читне нешто за... Па добро, ама и ние поаѓаме од тоа дека сите ќе одат на плажа. Да, може некој ќе оди на планина, или нема да оди никаде, што исто во ред. Да, исто, да, што викаш ти, окей, во ред. Значи, од издавачката Куќа Азбуки, да, е ова издание. До сега ги немавме, односно пред месец дена почнавме да ги продаваме тука книгите од издавачката Куќа Азбуки, која што оваа година ми се чини дали 20 или 25 годишнина им е, така нешто. Да, во секој случај, не само оваа од Фром, оваа е, мислам, така,
канон. Ова мора да се добро, ако не прочита, да се има или да се никој биде. ништо, нека почне од таму. Да, и ми се чини дека баш и во линија и со книгава од Варуфакис, во поширока смисла и со Дом за нула отпад и така натаму, како помалку да поседуваме, повеќе да бидеме. Значи, како, да, тој контраст е многу фин. Значи, не е само баш некоја психологија, мене малку и ме нервира оваа модернава психологија, која се цело време не турка во некаков индивидуализам, само да мислиме на себе си, туку ова е баш книга која што мотивира да ја гледаме пошироката слика, значи како индивидуалното да го врземе и со колективното или тоа на општествено ниво и политичко што се случува. Тоа би било тоа, има уште Јас многу мислам работи кој што би сака да сакала. види што има за препораки да дојде и сам. Па може и сам да дојде, да. Тоа е принципот на кој што работиме ние во суштина, знаеш дека мала е книжарницата, ние сите што си работиме тука и читаме и да, нека повелат. Да се напијат кафе. Да се напијат кафе и да си поразговараме малку за книги. Ова беше сега некој груп пресек на тоа што би препорачала, меѓутоа има уште многу што да се препорачува. Нека дојдат, нека погледнат сами и нека одат да погледнат и во други книжарници, се додека Така. се создаваат нови приказни или кај релативно нова книжара, само нека се отвараат книжарници. Да, и само да напоменам, да одат почесто во малите независни книжарници, не толку Особено во во големите. малите. И да гледаат анекта. Знам дека е да примамливо сега да се оди во климатизиран мол, меѓутоа да, и ние сме тука и ни треба поддршка. Да. Да, јас ќе искористам оваа можност дека и нас ни треба поддршка, така што нека поддржуваат мали книжарници, мали бизниси, иницијативи на луѓе што буквално се трудат нешто во градов да направат и во државата. Така, да. А и ние меѓусебно да си се поддржуваме. Фала ти што дојде. Фала ти тебе што секогаш ме примате да ве замарам, да пиеме кафи, да се дружиме. Така. Ајде се гледаме тогаш. Ајде. Ова може убрзано да оди. Се гледаме Се како. гледаме, чао. Тоа е тоа. Чао.